Почитувани, добар ден. Да ја започнеме црвена линија. Односите помеѓу Северна Македонија и Бугарија околу евроинтеграциите се уште се на кревки темели, исполнети со политички и историски тензии. Еден од клучните и најконтраверзни услови кои Бугарија ги постави за поддршка на македонскиот пат кон Европската Унија е внесувањето на бугарите во македонскиот устав. Ова барање долго време е во фокусот на преговорите и предизвикува сериозни политички несогласувања. Но тоа не е единствениот услов. Во својот најнов говор, бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев истакна дека уставните измени се само дел од поширокиот пакет обврски. Според него, потребно е да се спроведе целосната содржина на договорот за добро соседство, да се исполнат сите протоколи што произлегуваат од него, како и да се донесат акцијски планови за заштита на правата на бугарското малцинство, иако официјална Софија не го признава постоењето на македонското малцинство. Овие барања повторно ја ставаат Македонија во позиција на постојан притисок. Од македонска страна, барањата за одложување на уставните измени се поврзани со очекување на гаранции за јасно дефиниран пат кон Европската Унија. Владата инсистира дека таков пристап ќе обезбеди предвидливост и ќе го заштити не само кредибилитетот на државата, туку и самиот европски процес. Меѓутоа, прашањето останува. Дали овие барања се легитимна дипломатска рамка или бескрајна листа услови што го оддалечуваат патот на Македонија кон Европската Унија? Дали е можен фер компромис или стануваме сведоци на уште една дипломатска игра без крај, каде што успех значи само подпишување нов протокол без реална промена? Колку уште можеме да прифаќаме без да изгубиме собствен идентитет? Со новите барања го откривале Софија вистинското лице на дипломатијата. Ова се, драги мои почитувани, прашањата на денешното издание на Црвена линија. А сега, кога зборуваме за прашања, имате и уште едно прашање кое што навистина ќе ни биде драго ако го одговорите, а за да го одговорите секако треба да не заследите на Инстаграм. Не само профилот на Црвена линија, туку и профилот на Телма телевизија. Ке кликнете по заследувањето веднаш на Инстаграм стори и ќе ви се отвори денешната анкета. А таму прашуваме дали досегашните договори со Бугарија донесоа реални придобивки за Македонија. Како што гледате, вака изгледаме на Инстаграм стори, имате две опции за одговор, две полиња поточно, да не кликнете на вашиот одговор, а ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме како што и редовно го правиме тоа, резултатите некаде кон крајот на ова издание. Секако ќе ве потсетам за активно учество и за да бидете дел од ова издание на Црвена линија со цел да ги кажете, одговорите на нашите прашања. Доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005 и еве на самиот почеток знаеме дека многу пати го повторуваме тоа правило, но навистина е потребно да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. А зошто? За да имаме подобар квалитет, веднаш да се слушнеме и секако да немате чувство дека можеби некој друг зборува наместо вас, дека не сте веќе вклучени во програмата. И секако подобро да се слушнеме. Ако сте подготвени вие, подготвени сме и ние, така да укажувајте на тоа да еве заследувате и на Инстаграм, бидете активни на социјалните медиуми, Фејсбук, профилите Црвена линија и секако пред да преминеме на прилогот да потсетиме да го заследите профилот на Телма телевизија каде што Црвена линија ја објавува темата. Ќе продолжиме сега со прилогот на Тамара Грнчаровска, потоа ќе почнеме со вас. Следването, кој го извршва? Пишувањето на бугарите во Уставот на Македонија е првото, но не единственото барање до Македонија на незиниот пат до полноправно членство во Европската Унија. Ова го изјави бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев, зборувајќи за пристапниот пат на земјава. Многу е важно тук да се знае, че промяната на Конституцијата и вписването на българите като државотворен народ не е единственото условие. Тоест, не бива удобно да се пропуска в целият този разговор с евентуална, надявам се, че това не е така, но евентуална цел, когато, ако това вписване се случи,
и се предјавят останалите условия по европейския консенсус, някой да каже, ето казахме ли ви, те българите нямат само едно нещо предвид. Според Георгиев, освен за уставните измени, европски консензус има и за спроведувањето на договор за добрососедство со Бугарија и протоколите кои произлегуваат од него, како и за акцијскиот план за заштита на правата на припадниците на малцинствата. Всичко това трябва надлежно да бъде факт, защото в противен случай няма да има изпълнение на европейския консенсус, няма да има изпълнение на заключенията от съвета. А докато това не е факт, няма да може пък да се пристъпи към отварянето на първи клъстър, който касае човешките права. Според Георгиев, промената на уставот само ќе го отвори патот за европската интеграција, на која ќе треба да се исполнат и други услови кои ги поставила Европската унија на земјава, и тој во тоа не гледа никаква билатералност или отворено меѓудржавно прашање. Георгиев во интервјуто за емисијата Брисел 1 искаже несваќање зошто македонските политичари молчат пред своите граѓани и уставните измени ги представуваат како единствено, а не како прво барење во процесот. За това непрестанно напомням и на колегите, съвсем добронамерено, наистина аз не искам да допусна, че това се прави тенденциозно с някаква мисъл задна. Напротив, има си много ясно, черно на бяло разписани условия, при които процесът върви. Според Георгиев, позицијата на Бугарија е кристално јасна и таа нема да го смени својот став, ниту има нешто кое ќе го побие европскиот консенсус постигнат во 2022 година за интеграцијата на Западниот Балкан во Европската унија. А сега, почитувани, ве очекуваме вас во ова издание на Црвена линија за да ги дадете одговорите на денешните прашања. Тоа е колку уште можеме да прифаќаме без да изгубиме сопствен идентитет и со новите барања го откривале според вас Софија вистинското лице на дипломатијата. Доволно е да го завртите телефонскиот број 02 307 005. Секако за оние кои што може би ви е полесно или нема да успеете да се вклучите во живо, секако можете да бидете дел од оваа Црвена линија и преку пишување коментари на профилите на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија на Facebook. Она што еве ќе укажам на самиот почеток, особено кога станува збори за пишувањето коментари, бидејќи ги читаме меѓу вклучување на гледачи во живо, јас ве замолувам да се држиме до етиката на Црвена линија. Тоа значи да бидат отстранети зборови, односно кога го пишувате коментарот, се разбира да нема употреба на погрдни зборови, вулгарни зборови, зборови кои што алудираат на омраза и коментар полн со говор кој што алудира на насилство, бидејќи тоа е правилото на и етиката на Црвена линија. И за да можеме да ги прочитаме коментарите. Исто тоа го знаат и гледачите на Црвена линија, кога се вклучувате во оние ваши 90 секунди, секако да се држиме до пристојноста на говорот, а секако да поентираме и да го искажеме својот став. Па да видиме дали веќе имаме некого. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. И вам и на вашата екипа. Големо благодарам. Како не се срамат овие наши соседи, да ги речам. Како они мислат дека ние треба да им се покориме и да им клекнеме на ноза, на некој начин. Што сакаат они од нас? Зошто на нас не го признаваат идентитетот на нас? Зошто овие наши македонци што се тамо, зошто они немаат право да си кажуваат дека се македонци? Само тоа сакам да знам. Уште што сакаат они. Мене ме интересира тоа, да им клекнеме, да ги молиме. Тоа ли сакаат? Не може. Нема ние да дозволиме нашиот идентитет да биде отишол, да не дојде. Доста беше, доста не уценуваат више. И ние треба малку не да спиеме, да ги отвориме очите на грбот. Толку ви благодарам, прости ако сгреши пријатно. Не сгрешите ништо, ние ви велиме секако благодарам. Дискусијата со сите останати, токму ја започнавме со вашето јавување. Продолжете да не гледате, а ние продолжуваме со вклучување на гледачи. Добар ден. Да, добар ден. Повелете ве, слушаме. Поздрав, добар студент од телевизија Телма. Големо благодарам. Ова тема сега, што бугарите ја нафрлуваат, тоа не е од сега, тоа е одамна.
Она што го кажа министар за външни работи, да се ги пишеле бугарите како конститутивен народ во уставот. Ја не знам тоа кај пишува. Нека кажи господата од Бугарија дека 3.500 бугари треба да бидат конститутивен елемент на уставот на Република Македонија. Прво да сватат нешто. Али тука сноси голема кривица Европската земјица. Исто сме и ние сами кривици. 10 месеци посредската влада не е за сходно да седни, да разговара со министрот за външни работи и да видат до кој степен сме дојдени ние во преговорите со договорот за добрососедство и кои работи треба да се исполнат према тој договор. Али ја затоа викам, не да одиме во Емиратите. Тука во нашиот круг на Балкан се заврши работата. Во Емиратите после ќе одиме. Затоа јас би ги замолил владата да што побрзо се уклучат во ова дипломатска мисија за да рачистиме работата со бугарите. Благодарам многу. Ви благодариме и ние вам за учеството во Црвена линија. Ве потсетувам, почитувани, пишувајте и коментари и секако споделувајте на Facebook. Нешто подосна ќе почнеме и со читање на коментарите. Но ве замолувам, еве вака однапред се разбира да внимавате на употребата на зборови, а тоа подразбира да нема вулгарности, погрдни зборови, говор на омраза и говор кој што удира насилство. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Фала. Видите, прво ќе кажам нешто за темава. Бугарите нека си вземат настрана, никој не ги слуша, па се фатили само тука со нас. Иначе Европа полека ќе дојде во Македонија. Друго имам прашање до сите телевизии, пошто денеска не успеав да добиам по другите. Наоѓате сите теми, нешто. Утре е 7-ми ден, Скопска железара како нема струја. Стопанството во Македонија трпи многу. Ни една телевизија не го спомна тоа. И никој не знае што е проблемот. И друго би сакал да кажам, овие гледачи, ги поштувам сите. Можда важам некогаш као мал критичар кај вас. Сите телевизии што ги слушам, пошто не сум на работа, гледам, истите вашите гледачи, слушатели, еден сум ја од нив, али, браке, мили, ова е грозно телевизиите да ги спредиш. Нив. Ама еве ве слушаме и вас, еве во овие секунди што ви останува, дали сметате дека досегашните договори со Бугарија донесоа реални придобавки за Македонија, да или не? Ништо они нити ќе донесат, нити донеле, ако мене лично прашате да бидам краток време, тоа иде подобро со бугарите него со другите. Поздрав. Добро, благодарам многу за учеството во Црвена линија и благодарам секако еве што споделивте нешто и со јавноста. А ние си продолжуваме, се разбира, со цел да слушнеме граѓаните, тоест вие. Каков одговор ќе дадете на прашањето на Црвена линија, дали ви се чини дека со новите барања го откривали Софија вистинското лице на дипломатијата? Добар ден. Добар ден, Кличе. Голем поздрав до вас, баба Роска, во Црвена линија сте. Хвала да си ми жива и здрава. Благодарам, субаво да се враќа. Прво да читам празниците, ако може, неќе може да се добијам. Друго, што да кажам за бугарите? Па, вака ќе кажам ја, со моето образование и со моите години високи, толку можам да проценам дека Европската унија никад нема нас да не прими. Ама никад. Еве нека излезе некој после мене нека каже дека некој пат ќе бидеме ние примени. По ово заклучувам јас за тоа. Бугарија не признава никого, а они го барат тоа. А зашто е земале Бугарија тамо? Значи со два аршина работат. Тоа што се бара од Македонија, не се бара од никоја друга држава. Па ние мала земја, па да игра секој мајтам со нас. Што сакат бугарите? Име, ова, она. Тоа што ми дадовме све да се врати назад. Го поздравувам Мицкоски да се потруде. Све тоа да се врати назад. И
да се запнеме, да работиме, да не се ливите празни, Европа на колена ќе ни падне. Доста е веќе ова не изгледа, да не сакат и палцата да не ги зема, па по долни да шетаме по Скопје, па и по Македонија. Па ова стварно безобразно. Европската унија не е правилна. Зашто е? Ке подсетам на правилото 90 секунди одбројуваат за едно вклучување. Баба Роска, секако и големо благодарам што дадовте одговор на нашето прашање за денес. Сега ќе ве префрлам малку на Facebook, за да нели визуелно можете да видите како изгледа нашата објава на црвена линија на нашиот профил на Facebook. Низ фотографија, црвена линија е секако централното прашање за ова денешно издание го откривали Софија, вистинското лице на дипломатијата. Пристигнуваат коментари и сево ова исто е објавено, се разбира, и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Пишувајте коментари, внимавајте само на употребата на зборови, се разбира да бидат во рамки на нели културното, да можеме да ги прочитаме. Ќе продолжиме со гледачи живо и ќе почнеме и секако со коментари. Добар ден. Ало. Добар ден. Јас ќе ве замолам пред се да го намалите тонот на телевизорот и да зборувате малку погласно. Ало. Ало, добар ден, во црвена линија сте. Ако може малку погласно, ве молам. Ја вас чекам да ме уклучите. Намалете го тонот на телевизорот, ве слушаме во... Телевизорот кај мене на нула е. На нула е, ве слушаме веќе, ве слуша јавноста, повелете. Вака, јас сум француз од македонско потекло. Кога Југославија се растураше, ја бев преговарач. Да ги прашам поробувачите на Македонија, срби, грци, бугари и албанци, малку ли не беше турското робство, уште тие ли ни треба? Ако имаат 1 грам памет и човечанство и христијанство, треба за 24 сати Македонија да обединат. Под Бугарија имаме македонска територија, Пиринскиот дел, со 2 милиона македонци. Ако имаат 1 грама од мајка македонка се родени, целото христијанство нека се страмби за светата земја Македонија. Секој Македонија барам обединување, грците, бугарите, албанците да си отидат во нивното свесно дека Македонија не е нивна. Како што си отишла Италија, си отишла Турска, си отишла Србија, да си отидат и овие. Ја неќум никого да увредам, ама претераја. Во 21. век Господ ни го продолжи. 21. век. Ама од Господа сме казнети во Америка и секде по светот. Вулкани, поплави, земјотреси, судари, што ти ли не? Уште ли политичарите не го разбираат ова? Значи секој дневно во животот се молам, Господе, зошто го даде светилија да уништи сатаната? А сатаната се поробувачите на Македонија, нивните помагачи домашните заедници. Бугарите од мајка македонка се родени. Треба прво они да застанат на македонска. Благодарам многу за одговорите, за јавувањето. Секако продолжете да не гледате и секако за останатите ве молам, внимавајте и на време траењето на излагањето, на вашите одговори, која изнесува 90 секунди. Се покажува тајмерот на екранот, така да можете да имате увид колку секунди изминале. И како што ви ветив, почнуваме и со коментарите, продолжете да пишувате. Ке почнеме со коментарот на Јован Николов. Еве што напиша. Ке се останеме на последно место со Косово и Босна од вакви патриоти што се јавуваат. Благодарам Јован Николов за коментарот, за учеството и секако еве и во продолжение ве молам можноста сакаме да го слушнеме на секој од вас одговорот, ставот на темата на црвена линија. Не користете го времето и секако можноста за коментар за да ги коментираме останатите гледачи. Секој од вас има, се разбира, право да искаже свој став и мислење во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден.
Напомена ќе бидете превземени од режија со тоа што веднаш и задолжително препорачуваме. Знам дека постојано го повторуваме тоа правило, но неминовно е да се повторува, особено за гледачите кои што можеби за прв пат ќе посакаат да се вклучат во црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да, се слушаме. Повелете. Дали е намален тонот на телевизорот? Медиумите имаат голема заслуга за овој хаос. Прво треба да се каже не уставни измени, него внесување на бугарите. Не се тие какви било измени, да речеме некои деклараторни или не знам формални. Тоа се измени точно под диктат за да се внесат други. А зашто кога они изгубија пресуди во меѓународен суд не ги внесува македонците таму? Значи во меѓународно право владее реципроцитет. Колку признаваш ти право на другото малцинство, да речеме кај нив, толку и ние ќе ги признаеме. Ја не знам зашто толку се тепаме ние, што викат од патриоти нема да не примат. Не, од идиоти предавници ми го сменија името и сето тоа. Значи, каде е ова дигнитет, бе, каде е моралот, бе, каде е достоинството, бе? Ние ќе останеме или нема да останеме? Ако треба се пишеме друга вера, друга нација, нека ни кажат, па да направиме референдум и да видиме дали ќе гласаат за такви измени. И друго нешто, сакам да ви кажам, имало некои измамници во градове и во Скопје, се кажувале дека со бракајка, па плачеле, па не знам што, измамени се по 3, 4, 5 илјади и тоа треба да го кажувате, ве молам. Значи, дојдете на терен и да им ги кажувате имената. Имавме тема кога го обработувавме тоа, еве, може би сте пропуштиле. Добро, ама важно, кажете им ги имињата и презимињата на тие измамници. Оти некој стои за нив, може власта, може опозицијата, значи некој стои, толку. Благодарам што се вклучивте во денешното издание на Црвена линија. Продолжете да не гледате, продолжете и да пишувате коментари. Сите горе-долу ќе бидат прочитани меѓу вклучувањето на гледачите во живот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, јас ќе продолжам онаму каде што пристигаат голем број коментари. Ќе продолжиме со коментарот на Кукузел. Еве што напиша. Бугарите во уставот на државата Македонија исто како да ви подметнат невеста за која ви велат дека не е многу, туку малку трудна. Нема многу или малку трудна невеста. Што ме трудна кога и да е, а најмногу за 9 месеци ќе роди. А со породот етети и нова историја. Затоа заклучокот не за бугари во уставот кои во државата Македонија ги нема. Благодарам и вам, Кукузел, за активното учество во денешната тема. Ако не гледате, продолжете да не следите. Да видиме што ќе кажат гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете во Црвена линија сте. А ве што да ви кажам со овие бугарите? Не можеме ние да се справиме со нив. Треба еднаш да ги откачиме, да не бараме повеќе ништо од нив. Секако ние не можеме да влеземе таму од нив. Тие се голема пречка за нас. И никаков бенефит немаме ние од досега на прашањето, мислам, да одговорам што е поставено. Ме слушате ли? Да, внимателно, продолжете си. Немаме никаков бенефит од ова ние досега што го исполнивме од нив. И не знам друго што да кажам. Не би требало порано да ги откачиме. Може побрзо ќе не прими Европската Унија. И тоа е. Друго... Ако е тоа, се во ред. Да не ги навредуваме, речемо, да вулгарно зборуваме. Така и не треба да бидеме никогаш вулгарни, бидејќи без употреба на погрдни вулгарни зборови може да поентираме како вие сега и секако да го кажеме нашиот став и одговор на прашањето. Дали имате уште нешто да додадете? Најверојатно гледачот се исклучи, но нема да изоставиме да ви се заблагодариме и вам за учеството и секако за одговорите во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе ве потсетам, активна е и анкетата на
Инстаграм, така да еве во овој момент оние кои што можеби малку подоцна се вклучивте, ве молам задолжително заследете не и на Инстаграм, профилот е сосема логично Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што паралелно се објавуваат анкетите на Инстаграм стори, а денешната ве прашува дали досегашните договори со Бугарија донесоа реални придобивки за Македонија. Како што гледате, имате две опции за одговор, да, не, кликнете на вашиот одговор и конкретно во издание. Подсетувам, резултатите представени ќе бидат во проценти. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете ве, слушаме. Се слушаме, така? Да, повелете. Видете, имам две опции јас. Овај Мицковски надвор се од Македонија, колку што знам, кога ќе се врати, да каже само една реченица. На бугарите, уставот ќе го отворите за македонците таму, во иста секунда го отвараме и ние. Таа е една опција. Втора опција, цел народ да се дигне во Македонија, бугарите да се отстранат. Тие демнат, не може да разберат овие луѓе во школа учеле, историја учеле. Грција и Бугарија не демнат за овај дел да го очиста да нема македонци. Таму го чистија. Во Грција нема македонци. Овде нема македонци. Овде ќе има бугарски бугари. Тоа им е целта. Нема македонци. Тие го постигна, еден корак, два отидо напред. Сега да го заокружат сакат. Да има само бугарски бугари. Точка. Колку не е свесен овој народ и некој се јавуваат, не знаат што зборуваат. Не гледате што облакот од кај од тамо. И гледате, велите сега, пругата одно ќе ја правиле од тамо. Значи да не поклопат одно со пругата. Кобајде еве ние. Не. Ова што треба да го направите ќе го вие и ние заедно ќе го направиме. Ако сакат, ако не, женем патете. Со нив нема играње. Благодарам многу. Останете сега со нас, а во продолжение еве одиме со коментари кои што пристигаат на Facebook. Драго ни е што сте активни исклучително и на ова на овој социјален профил. Го открива ли Софија вистинското лице на дипломатијата? Тоа е она што прашува денес Црвена линија. Баба лаже, трап не лаже, еве што напиша. Под еден, нема никаква основа за измени во Уставот, бидејќи бугарите не се државотворен народ во Македонија. И денес и историски гледано, бугарските и бугаристите, се извинувам, и бугароманите никогаш не работеле и со ништо не придонеле за независна Македонија. Нивната соработка со профашистичка Бугарија докажува дека нивна цел била така наречена голема Бугарија, а не Линденско-Асномска Македонија. Благодарам и на Баба лаже, трап не лаже. Продолжете да пишувате коментари, да се држиме до нивото и секако употребата на непогрдни зборови и вулгарни. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Благодарам. Јас веднаш да кажам дека сум против бугарите во Уставот. Ало, ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме. Сум против бугарите во Уставот, бидејќи нема по ниједен основ, они не припаѓаат тука, бидејќи до пред неколку години немаше во Македонија бугари и тие што има сега се незначителни, кога некој насила се пишуваат од разни лични интереси. Инаку бугарите зашто не признаваат ко македонци, затоа што они имаат проблем со нивниот идентитет и сега тоа нас ни го префрлаат да имаме ние проблем со нашиот идентитет. Значи, овде народот е изјаснен како македонец, конститутивен народ. Нас не ни треба да ги пишуваме сите 1, 20 или 5 што живеат тука. Ниједна држава не е еднонационална, сите се мултинационални, па ете, Бугарија се само бугари, Грција само грци, не признава малцинство, а ние овде што треба да бидеме? А инаку е докажано историски дека мултинационалните држави многу потешко обстануваат. И затоа јас сум против да влезат. Прво е тоа голем трошок за државата, тоа треба се живо и диво што ќе им текне, преку ноќ ќе побараат, а ние не сме толку богата држава да им пружаме разни услови тука. И ја мислам дека по ниједен основ не треба да ги примеме, и ја те гледаме уште сакаат, други имаат барања, а од Европа више не сум толку воодушевена како што бев пред 10 на години, 15, бидејќи мислам дека корупцијата од Европа дојде од таму. Они имаат корупција сега у нивни таму парламентарци, да не ги именувам со имиња, и
нема некој авторитет како порано што имаше Европа. Толку ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам за учеството и секако за одговорите. Продолжете да ја гледате Црвена линија. А на 023070005 верувам вклучуваме нов гледач или веќе повторно гледачка. Добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Повелете. Вака. Не може ние бугарите да им примиме во уставот кај нас. Ние македонците се примени таму во Бугарија, кои ќе примат тие македонците, ко македонци таму, тога и ние бугарите ги примиме. Се знаете што сме ние. А ни историја, ни ништо менјавање, ништо, не ни требе. Ако е потребно, не ни требе ни Европска Унија, немаме ер. Да се гледаме државава, ова што ни останала, и така, да си имаат децата нашите предци, кај да одат, кај да се враќат. Ја така мислам. Не ни требат ни Бугарија, ни Грција, никој, ни Албанија, никој. Зошто не се? Никој не ни требат. Сите гробот ни го копаат варда да не поништат. Да немаат македонци. А со колку крв е оваа земја онадена, пролеана. Колку има жртви погинато. Татко ми бил борец, се борил за Македонија. Ја не се слагам од ова да се стори. Тој со 37 температура бараше митролези за да и бара да се тепат. И со бугари и со сите. И не сакам ја ништо да се менјават. Дур со жива ја не сакам. Затоа ја најмногу се бунам. Да си бидиме македонци, да си ја чуваме државичкава, да колку што ќе имаме, толку ќе јадеме, ќе пиеме, ќе трошиме. Не ни треба никој ни НАТО. Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Останете со нас, а сега и ќе ве прифрлам унаму каде што пристигаат нови коментари. Продолжете со пишување. Во продолжение ќе го прочитаме коментарот на Дејан Поповски Николовски. Еве што напиша. Денешна Бугарија, за жал, е заглавена повторно во фашистичката идеологија, повторно да наметнува услови за разградување на македонските корени. Но забораваат на договорите со бивша Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Блецкиот и после капитулацијата дека треба да исплатат оштети за фашизмот во Втората светска војна. Но не се толку тие криви колку што се денес виновни политичарите од СДСМ и ДУИ кои работат против сопствената држава. Благодарам господине Дејан и вам за коментарот. Продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Само едно ме чуди и никако не можам да си го објаснам. Една држава барем во светов да застанеше зад нас. Од Европа, да речеме. Една. Да речеше на Бугарија, чекаме што правите вие. Америка. Сите против нас. Дали не е јасно на нашиот народ? Односно јасно на политичарите. Подхитно да се закаже референдум да си го вратиме името назад. Како што си бевне Македонија. Иначе со овие на крај нема да излезиме. Ова на светска, на земјинава топка не постои друго матретирање како нас што ни прават. И тие куде што замисла си имаше што вака не терат. Те грците, те ќе не префрат на бугарите. Те бугарите ќе не вратат на грците. Ги чистијат, пак ќе повторам тие два дела, сега уште овај го сакат. И нашиве политичари, што се за осудување од затвор никош да не изгледа што го направија то, тие им дадо повод, тие ова го наместија, што сега ние го влечиме овој проблем. Зато народот да се побуни, да стане да побара референдум, да си го вратиме името, бугарите што сакат. Тие не се бугари, тие се татари. Тој булгарот татар бил, кога направи Бугарија пред 1300 година, рекол, од денеска ќе се викаме Бугарија. Тие не знаат да рече Бугарија. Благодарам за учеството во Црвена линија. Ајде да видиме какви одговори ќе дадат останатите гледачи. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Тајмерот. Добар ден. Ало? Добар ден.
Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Па вака јас не сум за референдум затоа што има од македонците што не ги боли нити смената на Преспанскиот, ниту името не ги боли и исто и ова не ги боли договорот со Бугарија. Така да ние си имавме референдум во 90-та спрема тоа. А друго, јас сакам да кажам дека лицето на Бугарија од секогаш се знае, само ние кое лице го имаме, дали имаме ние лице да се покажиме ова што го направија овие претходните што заминаат. Тие немаат лице ни да буква да изустат за државава, нити за ништо да се веќе не кажуваат ништо. Срамота тие што го сторија, никогаш да не се вратат на колбојски начин, дојдоа да ни го сменат и име и сега и со бугарите идентитетот ние како да поставиаме од 45-та. Срамота е што ни го направија овие што заминае. Така да јас никогаш не велам ни за бугари, ни за значи овдешните ние сами сме криви и се револтирам кога сега пак уште продолжуваат со тој француски предлог. Многу се револтирам. Значи пак мислам дека Калева беше се запна една вечер, имаше пак тој бил добар, значи волкот умот не го менува, а влакното како се вели го менува, ама умот не. Значи пак овие ако дојдат никогаш да би не дошле. Јас многу се револтирам што значи повторно ќе го повторам. Зошто пак продолжуваат? Благодарам за одговорите. А јас ќе повторам да се внимава на тајмерот 90 секунди, но и ќе ве охрабрам сите вие кои што сакате нови 90 секунди, секако додека трае црвена линија можете повторно да го завртите нашиот број. А еве што напиша на Facebook на профилот на црвена линија, на прашањето го открива ли Софија вистинското лице на дипломатијата, еве што напиша господинот Драган Станисавовски. Ова е последица на политика со свитка на кичма, само не знам кога и дали ќе одговараат тие што не доведоа во ваква подредена состојба како држава и како народ. Благодарам и вам, господине Драган, за учеството преку коментар. Добар ден. Добар ден. Повелете ве, слушаме. Се слушаме, така? Да. Значи, прво се прашувам самиот, што ние наседнуваме на вакви провокации од Бугарија? Па што ми е гајле мене, што прави тој бугарин, со кој намери ги кажал тие изјави? Може би насетил дека набрзо ќе се отворат поглавијата, па дај да ја узбуркаме работава. Мене баш ми е гајле за бугарскиот цар, знаете? Ние преговараме со Европската Унија. Да не заборавиме тоа. Што ми е гајле тој што зборува? Одете во Брисел, договарајте се таму, преговарајте. Ако има добра волја за меѓусебни разговори, правите ги, али ние со Брисел треба да разговараме. А тоа што Молговина вика дека нема овде благонадежни, малце се лажат. Тие 100 и кусур илјади пасоши не се туку така дадени. Сите во Македонија оваа наша има документи кои што ги чува од 41 до 43 што на бугарски јазик ви се издадени. Дури и презимето на татко ми и името му го смениле. Јас ги чувам случајно, нити имам намера да ги однесам. Ги однеле таму, кажале дека се бугари се чувствуваат и изјава дале на нота и запишани се во избирачкиот список. Немојте вие така, нека излезе на Мегдан па да видиме ако има многу бугари, па Боже мој, ме разбирате? Што сега ние вака се завараваме? Сега нема и има. Ќе си покаже документацијата што има и готово. Благодарам, еве, што споделивте каков гледате на денешната тема со нашите гледачи. Продолжуваме со вклучување. Добар ден. Здраво. Здраво. Црвена линија. Одлично, повелете. Вака, јас се сеќавам на еден коментатор порано, Никола Солдатов се викаше, спортски коментатор. Гледавме на утакмица на некој светско првенство каде што игра Мексико со некоја европска држава, доста моќна. Дали со Германија, дали со Италија, не ме држи за збор. Давна 80-ти години. И имаше еден коментар како германциве ги пумпаа со голови мексиканциве, така он во еден даден момент кажа, вика, начекале село без кучиња и тера бачило. Ова е тоа. Значи, ние сме бачилото кое е без кучиња. Нема овците се внатре, кучето го нема.
нема кој да чува. Нашите политичари се компрометирани и воопшто не се грижат за оваа држава. Гледате дека го продолжија овие патриоти ве добија на основа на тоа дека нема да преговара за идентитет, нема да преговара за промена на име, дека ќе го врати името. И на основу тоа доби 58 противника, ама он си го држи континентот, затоа што е компрометиран. Еве сега ќе им се придружи и тој Филипче и ќе си направат они предавствена една партија, заеднички со ранковните и да ја продадат Македонија. Ајде. Благодарам за учеството, останете со нас. Одиме повторно на Фейсбук, продолжуваме со коментарот на Дени Митов. Еве што напиша. Поздрав Тина, поздрав и до вас, господине Дени. Софија не го открива своето право лице. Софија ги открива нашите манипулативни политичари кои тврдат дека само со внес на бугарите во Устав ќе започнеме преговори. А ние продолжуваме со вас, почитувани. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Да, по емисија. Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Прашањето ви е добро поставено, значи бугарското малцинство дали да влезе во Уставот. Ако бугарското е малцинство, тогаш македонското во Бугарија беше мнозинство. Нели? Кога ни го одземаа нас Пиринскиот дел, таму имаше македонци мнозинство. Значи, они ни одземаа нас дел од Македонија, грците ни одземаа од Пиринска Македонија, кај што и таму било мнозинство, ама сега они се паметни. Во нивниот устав нема место за малцинства. А нашиот устав, бидејќи либерален, па се живо и диво, ќе почнеме да ставаме и африканци. Во уставот не ги навредувам малцинствата, меѓутоа треба да си го знае секој местото каде е. Ако државата е Македонија и му дава право на некого да живее тука, без разлика дали е малцинство или мнозинство, живее тука, работи, ствара фамилија, па треба да ја почитува оваа држава мајко му стар. Не може така. Ако ние ги внесем, ние треба да направиме граѓански устав. Македонија е Македонија, а кој сака да живее тука ќе биде македонец. Ќе зборува македонски и ќе пишува македонски. А Европската Унија нас никогаш нема да не прими такви како што сме сега. Благодарам што бевте дел од Црвена линија. Уште еден коментар на Македонија на македонците. Еве што е напишано: ако европејците не ја сакаат Македонија во Европската Унија, ќе измислат уште 1000 причини и поводи за вето. Како што впрочем веќе прават на 25 години. Но истите тие кога веќе можат, сакаат еднаш за секогаш да го затворат македонското прашање на сметка на македонскиот народ. Заради се ова и многу друго, не за бугарите во македонскиот устав. Еве како одговорија на анкетното прашање за денес на Црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали досегашните договори со Бугарија донесоа реални придобивки за Македонија, со да одговорија 11%, а со не одговорија 89%. Почитувани, продолжуваме со рекламите и се сретнуваме повторно во студио. По рекламите останува да ви се заблагодарам. Секако утре повторно во стандардниот термин за Црвена линија ќе дискутираме на нова тема, а сега и ќе ве припуштам на програмата на Телма телевизија. До нашето следно видување, довидување.